Среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне обравте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце. Нова седмица и уште едно ново предновогодишно издание од своја страна. Во ова издание обрав актуелни теми, важни теми кои што не засегаат сите нас. Мојата денешна гостинка и соговорничка е лиценциран психолог, гешталт психотерапевт и сертифициран тренер по арт терапија. Што сето тоа значи, ќе ни долови токму психолог Цветанка Бурзевска. Цветанка, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Јас малку да не сгрешам во најавата, позади сите епитети и титули кои што стојат позади вашето име. Благодарам што ја прифативте мојата покана. Како сте? Здраво, Викторија, ви благодарам што ме поканивте. Баш ми е чест и што сум дел од вашата емисија. Навистина се израдував на поканата и баш ми е мило што ќе се дружиме. Така и што ќе отвориме многу важни теми. Јас би рекла теми на модерното живење, на модерното делување. Лиценциран психолог Цветанка, гешталт психотерапевт и сертифициран, еве вака да не сгрешиме, тренер по арт терапија. Јас би почнала од назад, од последното, сертифициран тренер по арт терапија. Ајде да го објасниме тоа. Значи, арт терапија е форма на психотерапија која што ги користи уметничките медиуми како начин на изразување. Што значи тоа? Односно, значи ги користиме од сликање, вајање, до колажи, танц, движење со тело, музикотерапија, драматерапија. Значи сите тие работи спаѓаат под арт терапија. Кога обично ќе кажам арт терапија, се мисли дека нешто цртаме цело време, меѓутоа не е час по ликовна. Не учам кои се ликовните компоненти, не учиме на кој начин треба да изгледа една слика или дали боја со боја е складна, туку едноставно учиме како да се сосредоточиме на себе си, на своите емоции, на своите потреби, на своите мисли и како сето тоа да го исканализираме и да го ставиме пред нас, да видиме дали тоа ќе биде во форма на слика или ќе биде во форма на движење, меѓутоа да излезат тие затворени емоции надвор. Јас имав прилика да присуствувам токму на еден таков час, ќе го наречам, по арт терапија. Имено сето се случуваше во склоп на организацијата Јас сум жена, токму во Охрид. Колку боите влијат на нашето расположение и колку еве лично клиентите можат преку боите да ги доловат своите емоции на листот хартија? Психологија на бои. Меѓутоа, во арт терапија немаме толкување. Не осудувачка средина, не толкувачка, сепак нудиме една средина каде што е безбедна за клиентот да се изрази и да ги изрази своите чувства и емоции. Психологијата на бои се однесува на своите мисли, однесувања, чувства и сето она каде што можеме да го представиме низ боја. Меѓутоа, во арт терапија користиме боја која ќе прашам што значи црвената боја за тебе, затоа што секој поединечно ги доживува. Секој поединечно ги толкува, претпоставувам. Да, секој поединечно ги толкува боите. Еве, например, обичен пример, во својот гардеробер кој ќе го отвориме дома. Имаме разни бои. И се имаме денови каде што не се чувствувам толку многу убаво и ќе облечам нека потемна боја, а има денови, например, каде што се чувствувам убаво и ќе облечам светли бои. Така. Меѓутоа тоа не е случај. Пример, јас кога мене ми е добро, јас облакам темни бои, кога не сум толку добра, имам потреба од светли бои. Сето таа да го вклопам некако во целата таа средби, во сите тие сеанси средби со арт терапија, како што кажавте, нели цртавме, меѓутоа цртавме според сопствените емоции, чувства и според од која боја имам потреба во овој момент да ја ставам да ја видам. Колку се присутни денес сеансите со арт терапија, еве како професионален стручно лице кое што работи токму со тоа? Многу ми е мило што почнува интересот. И обично кога ќе дојдат на прва сеанс очекуваат, не знам, некоја си да им кажам како треба да се однесува, да кажам која боја со која е оди, да кажам како треба. На сеансите по арт терапија имаме слобода. Бидејќи секојдневно немаме слобода и тоа ни останато од многу одамно од детството. Не смееш ова, не смееш вака, како вака, ова со ова оди, тоа со тоа не оди. Овде буквално имаш слобода да ставиш се она што претходно не си смеел. Излегуваш од таа една кутија кај што сме затворени денеска и сега смееш, не смееш, требаш, мораш, не мораш и едноставно велам имате слобода.
На моите сеанси, кога сакам, например, може да се стане да се напие кафе или да отиде до тоалет и така натаму. Тоа се сепак потреби кои што во моментот човекот има потреба да ги, нели, да ги живее. Цветанка, живееме навистина во едно брзо модерно време и јас би сакала фокусот на ова наше интервју и дружба пред камерата да го ставиме малку на менталното здравје кај младиот човек денес. Претпоставувам дека и поголемиот број од вашите клиенти се и млади луѓе. Колку младиот човек денес се осмелува да побара помош од стручно лице, односно прашањето е колку темата за менталното здравје и темата за одењето на психолог престанува веќе да биде табу тема? Се уште е табу тема, за жал, се уште имаме стигма кон менталното здравје и се уште не знаеме да ги разликуваме, например, професиите психолог, психотерапевт, психијатар. Ајде да направиме на дистинција. На разлика? Так. Има повеќе дефиниции, меѓутоа сакам да кажам она што е најосновното и најразбирливото. Психологот е за здравата страна на личноста, каде што не дава никакви медикаменти, никакви лекови, додека психијатрот е за болната страна на личноста и за здравата, меѓутоа и за болната, каде што е обучен и е доктор по медицина за да дава лекови. Психотерапевтот пак, од друга страна, не мора да биде не психолог и психијатар, туку може да биде и социјален работник, може да биде дефектолог и така натаму, сепак се занимава со нешто што проблеми кои што ги искусуваме низ текот на животот. И сега, например, во гешталтот тие се викаат незавршени работи. Нешто што станало од минатото, каде што немаме завршено, па ни се манифестираат во сегашниот живот и ни прават пречки. И тоа се лица кои што се обучени со специјална, да ја кажам, едукација, каде што се поминува 4 годишна едукација за психотерапија и тие се веќе обучени да работат со клиенти. Меѓутоа, имаме пракса на клиника. Имаме пракса во училиште, имаме пракса, не е само туку така, да кажам, со поминат курс каде што туку имаш еден куп супервизија, еден куп семинари, еден куп работи кои што мораш да ги посветиш, да се посветиш на, нели, на образованието. За да можеш утре да поминеш. Потребно ли е психотерапевтот да биде психолог? Не. Мора да има познавање на човековата психа, пошто сепак си на еден начин си играме со човечка психа. Колку денес ви пристапуваат младите луѓе, барајќи помош и подршка токму кај психолог, психотерапевт, гешталтерапевт? Мене ми е особено драго што во последниве постпандемиски поготово почна, се повеќе да пристапуваат да бараат помош од психолог и психотерапевт, каде што најчесто се тоа кратки сеанси, советувања. Многу поретко се психотерапевтските. Пример, од 10 луѓе кои што ќе додат млади, а има навистина работам до кај 40-45 годишни, така ми е некако опсегот со клиенти. Од 10 луѓе кои што ќе додат, 1-2 може да остане на психотерапија, другите се пократки. Советувањата се пократкотраен процес, додека психотерапијата е долготраен процес, кој што знае да трае со години. Кој одлучува за тоа како ќе се одвива процесот на психотерапијата кај личноста? Дали ќе остане само на советување или ќе продолжи кон психотерапија? Тука треба да е обучен терапевтот за да види, за да процени заедно со клиентот. Терапевтот одлучува како ќе се води. Одлучуваат заедно со клиентот. На терапевтот е да процени, да види, да му предложи, да му каже на клиентот. Така. Дека ова и ова е за решавање, тоа и тоа треба да се обрне посебно внимание. Заедно низ тој процес, пошто многу често клиентите знаат да дојдат со одреден проблем, да го решат тој проблем, ќе ги нема некој време, пак ќе се вратат, тоа знам и јас да го правам. Меѓутоа, кога, пример, сум работела со траума, зборам од лично искуство, тој процес бил малку подолготраен. Ми требало 2 години за да одам постојано, едноставно за да ја прифатам тоа што се случило. Сега кај некој може да биде тоа пократкотраен. Зависи се колку ќе се вложат и терапевтот и клиентот. Колку трпението е важно при ваквите процеси на психотерапија и колку се трпеливи клиентите денес? Пола, значи постои оној кој што навистина сака да работи на себе да го реши тој проблем, се упорни, трпеливи, знаат дека е процес, едноставно не можеш да збрзаш некој работи, колку и да сакаш, бидејќи како кров, овде ќе поправиме, меѓутоа овде ќе почне да тече. Мораме полека да ги расчистиме сите тие работи. Од друга страна имаме, например, клиенти кои што обично кога не бегаме, туку кога пробуваме нешто побрзо да решиме, најчесто бегаме од нешто. Знаеме што не сакаме да се сочиме, тоа се вели отпор.
имам отпор кон таа работа, едноставно дај нешто на брзинка да видам, немам време, не дека немам време, имам секогаш време, секогаш можам да најдам време доколку навистина ми е важно. Ако не ми е важно, нема да најдам време. Меѓутоа, мило ми е што се навртам назад, навистина има голема побарувачка, да не биде тоа дека ете населението ние на психотерапија, меѓутоа навистина имаме потреба. Подигната ни е свеста, можеби, за потребата од психолог? Свеста ни е на некој повисоко ниво? Да, подигната ни е благодарение на сите тие платформи, благодарение на сето тоа зборување, меѓутоа од друга страна сепак пак ќе кажам пожелно е да внимаваме кај кој ќе отидеме. Значи квалификациите, да видиме колку е обучен, зашто е обучен, бидејќи навистина пак ќе кажам се играме со човечка психа и навистина треба да е внимателно. Сугестии во никој случај не се дозволени на психотерапија. Значи нема готови решенија каде што клиентот ќе дојде со проблем и ќе му дадам шаблон, ќе кажам аха, еве за толку сеанси ти ќе бидеш окей или во никој случај секој човек е посебна индивидуа со посебен број на сеанси. Така малку и како да ги измешавме конкретно термините за токму за професијата, за вашата професија, за професијата на психолог, психотерапевт, се појавија и многу животни тренери на социјалните мрежи, исто така можеме да забележиме и лица кои што немаат стекнато знаење од оваа област, меѓутоа нудат такви услуги. Како најлесно да разграничи еве обичниот човек, обичниот граѓанин кој што има потреба од таква личност? Има ли некоја контрола, го регулира ли некој пазарот на? Многу убаво прашање. За жал не. Значи, колку што знам, се оформува тело во комората на психолози и можат слободно на нивната страна да отворат на komorapsiholozi.mk да погледнат кои се всушност лиценцирани психолози, одобрени од комора на психолози. Значи тоа може да се види јавно? Може да се види јавно, со име, со презиме, со број на лиценца, со телефонски број, со мејл, со се. Значи, слободно нека отворат, може да видат. Така ќе бидат најсигурни кои навистина, значи, завршиле соодветна едукација, соодветно образование за тоа, бидејќи психологот како психолог завршува факултет, па завршува магистратура, па има 4 години едукација од некоја си психотерапијска област, не престанува постојано да истражува. Психологијата е наука. За жал денеска се почесто и почесто ја гледаме како нешто дека е толку многу едноставно и лесно да се работи. Да, и токму така во таа насока дека секој може да го работи тоа и секој може да пренесува совети кои што се пренесуваат само со знаење. Дефинитивно ќе се сложите со мене. Ќе се сложам и еве често знам да прашам, кој ќе ме праша дали ќе ме прашате мене и да ми дозволите мене јас да ве оперирам од слепот црево, знаејќи дека претходно читам многу за слепот црево. Баш така, баш во таа насока. Колку денес се застапена гешталт терапијата? Еве и како еден гешталт терапевт, што е потребно за да се стане еден гешталт терапевт? И ајде на почеток да го дефинираме и самиот термин за нашите гледачи. Гешталт терапија. Гешталт терапија во превод значи целина, едно цело. Холистички пристап каде што индивидуата се гледа како целина, се доживува како целина, кој што се става акцент на свесноста сега и овде, меѓутоа и на личната одговорност, која што во поново време како да ја бегаме. Едноставно не сакаме да бидеме одговорни ни за своите постапки, ни за своите емоции, ни за своите чувства, туку полесно ни е да дадеме на друг. Мило ми е што се повеќе и повеќе има гешталт терапевти, се повеќе и повеќе застапена, дури на моменти имам слушнато од клиенти, леле пак со гешталт терапија. Тоа значи дека ми дава до знаење дека навистина има квалитетен кадар и кај нас. Сум член на неколку асоцијации здруженија надвор од Македонија, каде што имаме и сапорт групи за терапевтите, кои што искрено мене ми помагаат многу. Баш ми е жал што денес се испуштив една, меѓутоа не дозволуваат работните обврски. Што за жал во Македонија се уште нема такви сапорт група за терапевти и мислам дека едно такво нешто фали, не само за обичниот, нели, човек. А од друга страна, гешталт терапијата е начин на живење. Јас живеам според гешталтот. Во превод. Значи, сите ние почнуваме одредени циклуси во животот, меѓутоа неретко некои и работи, неретко сите работи ги завршуваме. Така. Гешталтот не учи како да ја завршиш таа работа која што ќе ја почнеш. Значи гешталтот е за мене. Гешталтот е за сите. И затоа е многу добра комбинација со арт, затоа што кога ќе кажам како се чувствуваш сега овде во овој момент и дали можеш да ми нацрташ,
тука веќе имаш поинаква перспектива. Јас ќе кажам, па, што знам, добро сум, можеби, меѓутоа кога ќе тргнам да цртам, ќе излезат сите оние емоции и чувства кои што се внатре позади. Колку е применлива гешталтот како терапија и колку вие ја применувате на вашите клиенти? Тука пак ли станува збор дека терапевтот може да ја предложи терапијата или останува на избор на клиентот? Запознаени ли се клиентите со гешталтот како терапија? Повеќето да. Барем кај мене Си ја што бараат ли доаѓаат. сами, еве, можеби како метод? Некои си бараат, некои не. Повеќето доаѓаат како на психолог, например. Моја задача е да објаснам со што работам, да објаснам на кој начин работам, кои се моите пристапи. И обично, например, како терапевт и како психолог гледаме дали си одговараме. Првата сеанса, дали јас одговарам на клиентот, дали тој ми одговара мене, дали можам јас да му помогнам на него. Чист, отворен и искрен однос терапевт-клиент, доколку сакаш да имаш процес како што треба и да му помогнеш на клиентот. Би се случило, например, да не одговарам со некој клиент. Да, тоа ќе беше моето следно прашање. Да. Има ли случаи кога не... Ми се случило и тогаш препраќам кај други колеги каде што мислам дека се соодветни. Давам неколку избори. Значи ги имате овие колеги, ве молам побарајте ги нив, бидејќи јас не можам со вашата проблематика. Без разлика дали нешто навратило кај мене, дали сум направила некој трансфер од целиот тој разговор, дали енергетски не си одговараме, пошто и тоа може да се случи. Например, ако е со по-разиграна енергија, мене во тој момент не ми одговара, или по-нападно мене, например, зависи. Нема да пробам да терам нешто ако не се чувствувам дека сум, ни пак клиентот го чувствувам дека е. Колку е тука слободен. клучна и важна соработката со другите колеги, психолози, терапевти? Соработувате ли? На какво ниво е? Искрено да кажам, соработувам со доста колеги и терапевти. До сега не сум најдела на некаков се, не знам, раздори измеѓу или не знам како да кажам, во главно во Македонија се држиме горе-долу. И од друга страна, колку е потребна, нужна соработката, врската помеѓу психотерапевтот и психијатрот, можеби, бидејќи сигурно постојат клиенти кои што ги препраќате и на психијатар, доколку се утврди потреба од медикаменти. Точно, и таа врска е доста важна. Соработуваат ли психолозите со психијатрите? Тоа ми е прашањето. Во идеална средина треба да соработуваат. Меѓутоа, во оваа средина во која што сме, соработуваме, да, меѓутоа сепак имаме, како да кажам, одредена дистанца, те така ќе кажам. Каде што понекогаш се случува да не е, можеби, клиентот за терапија, меѓутоа да дојде психијатар и обратно. Сакам да кажам, порано можеби не беше случај толку многу да соработуваат, меѓутоа сега почнувам, а пак на некоја дистанца. Убаво би било да се, нели, да малку да се засили таа врска, малку да се запознаат тие двете професии една со друга, како се, што се, бидејќи сепак се работи за помош на едно за иста индивидуум. проблематика, Да. без разлика со методите на кои што нели работат и двете групи на професии. Зошто денес е некако налик потешко да се сочува менталното здравје од времето пред 20 можеби 30 години? Зошто имаме представа дека луѓето тогаш можеби биле и малку побезгрижни, како состојбите на анксиозност и депресија постоеле и тогаш, меѓутоа како да не биле изразени колку денес, еве, од аспект на стручно лице кој што се занимава со тие проблематики? Самиот брз начин и брзо темпо на живот си го прави своето. Си го направивме ли, Цветанка, ние самите тоа, да трчаме секојдневно да трчаме и да бараме повеќе и повеќе и тоа да не притиска и да не создава анксиозност? Точно, меѓутоа и социјалните мрежи си го направија своето. Да се вратиме назад, немало толку многу социјални мрежи. Имало телевизија, имало неколку програми, сега имаме еден куп програми на телевизија. Имаме толку многу бомбардирани со вести од секаков вид. Што ни се чини ако не сме во тек, како да замрал светот. Така. Едно друго нешто кое што не го спомнуваме, меѓутоа сите го имаме и го бараме, е контролата.
Јас морам да имам контрола врз тоа што се случува. Што ако нешто се случи? Еве конкретно мене тоа ми се случува. Постојано сакам да имам контрола врз се што се случува и се велам Викторија, па чекај, не мора ти све да знаеш и не мора за се да си информирана. Остави некоја информација така да помине. Претпоставувам дека скоро сите се соочуваме со сето тоа ни го донесе и модерниот свет, модерното живење, социјалните мрежи, сите таму брзи информации кои што се достапни и со кои што сакаме постојано да сме во тек. Како да се заштитиме? Кои се советите и препораките од психолог? Мои совети се, значи, време поставување социјални мрежи. Што значи тоа? До 10 навечер користам, до сабајле до 7. Значи, од 10 до 7 не ми интересира што се случува на социјални мрежи. Бирам содржина која што мене ми интересира да ја гледам, бидејќи ни предложува еден куп содржини, бирам содржина таа ќе ја гледам. И од време на време целосна детоксикација од тие социјални мрежи, од сите медиуми и така натаму. Едноставно, излегување во природа, поврзување со природата, со себе си, да видам до каде сум, што сакам, да го слушнам звукот на пилето надвор како пее, да слушнам како некоја бубачка оди, да седнам буквално и да не правам ништо. Ни фали уметноста на неправењето ништо. Мислам дека на неправењето. Дека не го научив тоа до ден денес. Има книга. Има книга, да, знам. Меѓутоа и пракса си треба. Колку состојбата на анксиозност, депресијата, стресот секојдневно акумулиран од секојдневието, денес се повод и причина да се посети психолог, односно колку ваквите состојби се денес застапени, еве конкретно ќе го земеме младиот човек во фокусот. За жал многу се застапени, значи нема човек што не е анксиозен или барем секој втори е анксиозен денеска, затоа што токму поради таа контрола, токму поради неизвестноста, анксиозноста е вознемиреност или страф од непознатото. Не знам што може да се случи, немам контрола врз тоа, едноставно ми создава анксиозност. Депресијата од друга страна е малку подолгорочна, каде што може да има симптоми како замор, како меѓутоа и несоници од друга страна или пак поспаност до тој степен каде што не може да стане со денови човекот и така натаму. Значи, баш според најнови истражувања кои што ги прочитав, од 5 тинеџери секој втор веќе поминува низ или анксиозност или депресија. Која е клучната разлика помеѓу анксиозноста и депресијата? Претпоставувам анксиозноста е состојба. Кога говориме за депресија, говориме за болест? Да. Да, тоа е баш онака психичка, тоест ментална болест која што натре во нејза. Меѓутоа, анксиозноста постои, например, може ли од анксиозноста да се премине во депресија? Симптомите да се преточат во депресивни? Да, тие се тие симптоми обично. Нешто поблаги симптоми може. Да. Меѓутоа, едно со друго се водат. Значи, и во анксиозност имате депресивни епизоди. Немам контрола и веќе јас не можам да го опуштам телото, едноставно не можам ништо да направам со тоа. Од друга страна во депресијата, значи понекогаш имам анксиозност и онака ми се ова дури нетрпеливост, добро кога оваа моја состојба ќе заврши. Не е само сега понатаму имаш, например, да не навлегуваме толку многу во психичките болести, затоа што популарни си ги направивме и биполар и OCD и така натаму, меѓутоа потребно е баш онака работа на себе на тие симптоми кои ќе осетиш дека имаш некој си како вртлок, така да кажам, немир, најчесто од немирот почнува. Нешто е показател дека треба да се поработи. И најчесто знам да прашам каде во телото ги чувствуваме тие. Дали можеби некоја сме размислиле каде во телото ја чувствувам депресијата, каде ја чувствувам анксиозност. Обично ги запоставуваме тие, го запоставуваме телото кога доаѓа до психичките состојби. Затоа доаѓа до таа дисконекција. Што првично советува психологот, односно дали ако се работи за депресија, веднаш пациентот се упатува на психијатар или депресијата може да ја лекува и со интервенции психологот како стручно лице? Најчесто е во соработка со психијатар. Значи, штом ќе се воспостави дијагноза, се почнува медикаменти и пожелно е паралелно да се почне со психотерапија. За да има, ефект и да има резултати од сето тоа, бидејќи медикаментите ќе дадат моментално чувство на ослободување, ќе го подигнат хормонот за среќа. Меѓутоа,
таа состојба, таа работа која што довело до оваа до оваа депресија останува незавршена. И не правиме ништо ако само идеме на медикаменти. Потребно ни е разговор, потребно ни е да видиме од каде тоа потекнува, што се случува и така натаму, затоа што кога идеме назад, иако гешталтот не се враќа, многу ретко се враќа назад, обично сме сега и овде како сме, меѓутоа од потребата на клиентот се враќаме назад доколку има потреба, се водиме од потребата на клиентот. Не форсираме нешто што сметаме ние дека мора, затоа што тоа е на наше ведување, треба да го пратиме клиентот какви сигнали ни дава. Значи, се враќаме до тој степен од каде што почнала таа депресија, таа депресивна епизода, пошто почнува така, значи начето над 6 месеци веќе, ако тогаш веќе се диагностицира депресија. И да видиме, ги вадиме клучните моменти, работиме на нив, едноставно самата психа, самото тело учи ако некогаш дојдеме во слична таква ситуација на кој начин да се избориме со тоа. Многу ретко го правиме тоа. Знаеме да кажеме имам депресија и тоа е тоа. Завршена работа. Имам анксиозност и тоа е тоа. Меѓутоа, од друга страна, навистина е убаво да видам од каде ми почнува таа анксиозност, што можам да направам ја со таа анксиозност, како можам да си помогнам себе си за да научам, ако секојдневно влегувам во ситуации, до кога ќе одам вака. Колку конзистентноста е важна во работата на себе? Ви самата кажавте дека не треба да се престане со процесот на работа на себе и кога ќе се намалат симптомите и кога ќе ни дојде подобро од медикаментите. Колку препорачувате постојана, континуирана работа на себе и дали тоа значи можеби постојана посета на психологот или можеби советувате некои други методи кои што може клиентите да си ги практикуваат и дома? Овде ќе споменам јогата, медитацијата, читањето на книги од таков тип. И вежбањето. Значи, физичката активност е како е важна во целиот тој процес. Без разлика дали ќе биде јога, медитација, која што е смирување на умот, потребна е физичка активност каде што ти ќе го измориш телото. И со тоа го изморуваш и умот. Меѓутоа му даваш кондиција, му даваш едноставно волја за да може да се бори против таа состојба во која што е. Неодамна прочитав дека токму се наоѓаме пред самите празници, пред на крајот од годината, пред почетокот на новата година, дека токму во овој период луѓето во предпразничните периоди се чувствуваат најосамени. Зошто е тоа така? Можеби поради тоа што сите се собираме со семејствата, има луѓе кои што велат навистина се чувствуваат осамени и чинам прочитав податок дека најголемиот број, односно највисоката стапка на самоубиства се случуваат токму пред некои вакви периоди. Да. Јануари е прогласен за најдепресивен месец во годината. Ети и тој податок така. Да, не значи дека ако си обкружен со луѓе дека не си осамен, туку напротив може да си обкружен со многу луѓе, пак да се чувствуваш осамено. Осаменоста е нешто што не е само најчесто доаѓа кога се одредени собири. Најчесто кога се собири, меѓутоа понекогаш може да дојде и од наједноставна причина, да сакаш да излезеш на кафе, во тој момент да нема никој да излезе со тебе на кафе. И тука може да настане исто, осамеността да се јави. Тоа е таа некоја наша потреба која што ние немаме задоволена. Сепак човекот е суштество кој што се води од своите потреби, кои што ние како одиме со брзото темпо ги забораваме. Дори забораваме, ќе знам да кажем, заборавам да јадам. Исто и со ова. Со осаменоста. Значи, потреба која што не ни е задоволена, или очекуваме другите да ни ја задоволат без да кажеме дека имаме таква потреба. И каде да го бараме коренот на таквата потреба, на таквиот недостаток, можеби од емпатија на луѓето околу нас, да го бараме конкретно во себе си, можеби? Најубаво е со себе рефлексија, да видам зошто се чувствувам осамено, поради што дојдов во оваа состојба. Кога, например, да земам телефон и да се јавам, ајде да одам на кафе, сигурно 10 души еден ќе рече, ајде, нема проблем. Идеме.
Така, јас пак тука ќе ги споменам социјалните мрежи, некако како да се изрефлектиравме со нив и да станавме зависни, ќе кажам, од нив и зависни од сето тоа што таму се објавува, правејќи една розева слика, можеби, која што негативно влијае. Еве, постојано гледаме сите се некаде во овој период, сите се слави тоа со храна, со пијалаци, па мораш да си во тек и ти да си некаде, и ти да објавиш, а не се чувствуваш дека тоа така треба да биде. Колку е важна, го кажавме, процесот на детокс од социјалните мрежи, колку е важно младиот човек навистина да го ограничи времето поминато на социјалните мрежи, за да го зачува менталното здравје? Важно е да биде свесен дека менталното здравје е подеднакво важно. И колку вие ги советувате за такви чекори вашите клиенти, еве конкретно младите луѓе? Постојано. Го прифаќаат ли тоа? Го прифаќаат и го прават тоа и баш ме радува што во моменти, например, имав период каде што јас знам да избришам се. Седнувам само пред компјутер. И сега ми е наместен телефонот од 10 до сабајле до 8, едноставно не го ни гледам, не го ни чепкам, исклучен е финале по ништо тоа не гледам, затоа што едноставно бараме, да кажам, стабилност, емоционална стабилност од една страна, бараме баланс, меѓутоа седејќи како што кажавте, седнувам на социјална мрежа, гледам дека не знам отишле новогодишен базар во Унгарија, не знам каде на друго место. И сега ти велиш, леле, па јас сакам да отидам. Да, токму тоа го правиме, чинам сите го правиме тоа. А што ќе се случи ако еве на пример отидам во најблиската природа што ми е, Водно или не знам, Марков манастир или таму можеш да видиш многу побаво и побаво се чувствуваш за разлика да отидеш во толпа народ. Иако секој сме различни, Може би да се така, на некој му фали повеќе народ, на некој не му фали толку многу народ, меѓутоа пак и таму да отидеш на Водно пак ќе видиш народ. Може би клучот е да се свртиме кон себе си, да се ги задоволиме токму нашите потреби, сето она кое што нам не прави среќни, без да се споредуваме со некои ликови на социјалните мрежи, без да гледаме што се таму се случува, туку едноставно навистина да се свртиме кон себе си и да профункционираме така. Колку е скап мирот денес, Цветанка? Мирот не е скап. Ние си правиме да биде скап. Пак ќе кажам, ако јас на вистина сакам мир, јас тоа ќе си го дадам. Ако на вистина сакам да добивам време за себе, за семејството и така натаму, јас ќе си го дадам. Затоа што и обично, и веќе споделам нешто, баш ми се случи пред, мислам дека 5-6 месеци беше, така и од клиенти, од сите таа кои што гледаш и на социјални, се влија и плюс одредени работи, некако ми падна расположение. Викам, ајде што да правам? И ми викам на маж, ми викам, ајде одиме, никаде викам на некоја си планина, чисто да видам што има, најблиската која што има. Почнам да сликам. Со телефон. Таа техника во арт-терапија се вика медитативно фотографирање. Каде што ти одиш, наоѓаш пример дали цветче, тревка или нешто, било што од природата и зумираш. Зумираш, сликаш што е можно поблиску, па од подалеку, бараш нови работи, бараш бубачки, едноставно сликаш жив цвет, друг жив свет, не освен луѓе. Така. Се враќа назад и желбата за живот, се враќа бојата на лицето, значи дури сопругот ми рече, вика, види, вика, како да не беше ти, вика, пред некој си пола саат, види се сега. Значи и тоа си има свое влијание. Има. Дефинитивно треба и да се свртиме и кон природата. Природата навистина е најдобриот лек, можеби. А колку работата успевате да ја сочувате за во канцеларија, колку работата на психологот се носи дома, како ви влијае работата со клиентите, можеби во приватниот живот? Тука веќе се работи за граници кои што самиот терапевт треба да си ги постави на сам почеток од работа. Едноставно, како и секоја работа. Работам, оставам се што имам во канцеларија, дома ми е дома. Како изгледа тоа во пракса? Се применува ли така? Тоа во пракса го применувам години наназад, бидејќи на пример секојдневно може да се случи во денот да имам 1-2, може да се случи да имам 7-8 луѓе. Така. Во зависност од како ги договориш. Меѓутоа, секој клиент во моментот кога ќе излезе од канцеларијата,
едноставно заминува и неговата проблематика и се спремаш за нов. Некако барем јас немам одреден проблем со тоа, затоа што сите тие работи кои што се случуваат во канцеларија остануваат таму. Надвор ги заборавам. А колку психологот, односно дали психологот има свој личен психолог? Има. Има свој личен психолог, психотерапевт веќе со години, почнат од едукација. И како заврши едукацијата, меѓутоа останавме, значи да си одам на еднаш или два пати месечно во зависност од моите потреби. Гледам да е барем еднаш месечно. И колку е важно психологот да има свој личен психолог? Затоа што клиентите растат со твоја помош, меѓутоа и ти растеш со помош на клиентите. Тука имате взаемен процес на раст. Првично треба стручното лице треба да е нели свесно здраво и секако да ја пренесе помошта на оние кои ја бараат. Овде ќе привршуваме полека со разговорот. Јас сакам да ти подарам еден вредносен ваучер од моите пријатели од Smart Service. Тоа е еден професионален сервис за поправка и продажба на мобилни телефони и сите мали ситници кои што одат со мобилни телефони, маски, заштитни фолии, слушалки. Ова е вредносен ваучер од 500 денари кој што ќе можеш да си го искористиш во Smart Service. Тие се наоѓаат во трговскиот центар во Лисиче, овде во Скопје. Може да си ги посетиш во било кое време и да си одбереш нешто за 500 денари. Која била вашата порака? Како да се остане денес ментално здрав, свесен за себе си, ориентиран кон себе си, кон своите потреби, токму во 21. век, во едно модерно, брзо време и живење? Одговорен за своите постапки, свесен за своите постапки и почесто прашување како сум, ама навистина како сум. Како се чувствувам, значи прифаќање на моменталните чувства кои што во мене се во мене во моментов сега. Значи свесност, прифаќање на тоа што го чувствувам и што го гледам. И посета секако на психолог и психотерапевт, доколку некаде заглавиме, да кажам, во целиот тој процес на себе анализирање. Цветанка, ви благодарам што одвоивте дел од вашето време, навистина исполнето време. Многу ценам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна. Многу значи тоа што ги отворивме токму овие важни теми, еве вака и пред празнично, пред новогодишно, теми кои што се навистина важни, актуелни токму за менталното здравје, еве во фокусот кај младиот човек денес. Ќе ви посакам успех во вашата работа и да се гледаме и да дискутираме само за убави, важни теми, теми кои што навистина ќе им значат и ќе им пренесат информации токму и на нашите гледачи. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Така е, почитувани гледачи, овде е крајот на ова издание од своја страна. Во ова издание отворивме неколку важни теми, разговаравме за психологијата, за арт-терапијата, за гешталт психотерапијата, која што можете да си ја применувате исто така кај вашиот личен психолог, психотерапевт. Разговарам со Цветанка Бурзевска, лиценциран психолог и гешталт психотерапевт. Се надевам дека и со ова издание од своја страна успеавме да доближиме до вас важни информации, совети и актуелни теми. Ќе ве поздравам овде, ќе ви се заблагодарам за вниманието и ќе посакам да се видиме за една седмица од сега.